Да видиш Морижане, го зеде вака малио, го фрли во воздух и го шлапна во вода. И кога го ваде од море да плаче. Тоа е тоа го ги речат по телевизија спинна. Го сврти муабет. Некаш во ти малио пресреќе него ке е во воздух и го ке е во вода. Не знае ти татко му пливач беше за спасите ловуки, нема врска. Бито како можеше малио го фрли во вода, не баре го фрли ја со она му 6 метри угоре и се шлапната од море. Пля! Ма тоа уствари убајната на трач рубриката, што за да биде појака приказната мора да си додат луѓе. И зето додавањето може да биде малце со осет, ама обично осетот и балканскиот народ не се состојки што се меша. Значи или имаш осет или си балканец, трето нема. Не можеш ти сега и од Балканот да бидиш и осет да имаш и те работи, кај се видело. Ниđe. Тоа исто на пример кој емисија да имаш шпица да немаш, што емисија е таа. Дај да пуштиме таа шпицата и да си го продолжиме муабето. Можи? Ајде да пуштиме. Од една страна ми е многу јасно. Што одиш негде и среќаваш некој што го гледаш по телевизија или го пратиш по социјални мрежи, му слушаш видео или музика да му слушаш, не би. И некако автоматски ти иди здраво да му речиш да си направиш муаве, да го загледаш евентуално, ама што рековме со осет да би. Ама осетот го напушташе куќата. Ја и на пример да сте седнати негде и да оговарате, ќе видите некој таму некаде и го оговарате во ред. Снимат бе. Значи сликат и снимат. Не снимам нешто друго па ве снимате вака со телефонот да стана. Мажиже наседнати, тој нешто си гледа во морето, таа вака со телефон. И не една секунда, кој што рековме, невате. Цел ден вака со телефон. Филм да снимаше, негде ќе ја прекинеше сцената да поедневате. Значи да се документира. И уште кој ќе видиш дека некој вака го држи телефонот и е повозрасен малце, тој е гарант дигитрон снимка некој, ама не битно. Битно е но незгодно да ти прави вака со телефон. И јас кој што рековме, опериран сум од такви работи. Ми е гајле. Ама Милена, пример, не е личност што е навикната на тоа. И јас не се ни гледам на ама ги приметвам, шо прати му викам на Милена, насмеј се. Оти ми вика, да излезиш убаво на видео му вика, ми се врти ги гледа, вели шо прат луѓе. И си продолжуваме со муабето, ме ке прекини, се врти по некој време, уште се снима. Се врти трети опат, уште се снима, вика, види ги осет, нема. Дипе срамота, вели, ми идом да му речам. Му викам, ична не те срама, го саш, јас ќе одам, не е проблем. И кој што си правиме муабет, му се вртиш на камера на дотичната снимателка и се гледаш во камера. Не те ни приметва дека се вртиш и дека не ја гледаш. Па упорно снимај, по некој време се сецну и го врти вака телефон. Демек не снимав јас вас, така случајно ми се фати, и си велиш добро, еве ме виде дека ја видов, приметена е, фатена е во делото, нема снима повеќе. А нема една грешка не да е од некое друго место на светот, кај што осетот е нешто побитно во животот, можда и би се усетиле така. Немате. 20 секунди подоцна. Се зема телефонот и демек на кај морето снимаме, плажата многу убава, па тука останува полсат ме све. Ај во ред, сними го морето, сними не и нас вака помини. Добро. Ајде сними вака и застани кај нас една минута. Во ред, полсат е. И добро шо? Еве ќе снимаш 2 сат. Шо ќе сними? Или го држиме Адам, или го раниме Адам, или се капиме сите тројца, или двајцата се капиме, тој спие, или е седнат на столчето тука си игра со играчина. Тие се кадри. Јас ќе ти ги снимам, не е проблем. Речи ми, баре ги ти направам професионално. Не со дигитроно од 1 километар да ме снима. И на крајот на денот да си новинар, да ги користиш за негде снимките, да ти е битно нешто во ред. Нити ќе користиш, нити ти е битно, нити ќе ги опулиш снимки душеднаш, нити па се гледа нешто на тие снимки. Ама знаеш како? Кој те праша бе бате? Ти ги направи едно незгодно тебе, па ти како сакаш. И уште поако да сум некој лик кузнај колку ултра популарен, со скандали, со чуда, со трач рубрики, да не сум мојден со фамилијата или нешто, па е да снимаш ти интересно. Аха, го фатив на дело нешто. Брат, буквално нема што да снимиш бе све. Нити па на некој ќе му биде гајле дека си ме снима. Ама знаеш како? Кој те праша бате? Тоа е. Дип не сум човек што сака многу да се замаа. Иначе тоа што ми го снимаш детето од 6 месеци без моја дозвола, имам комодно право да дојдам и да преземам мерки лично. Ама ај ќе речиш на одмор сме дојдени, не сме дојдени прекршоци да правим, пошто и не се исплаќа денешно време. А и реално за среќа и немаше многу наши. Сам напрсти се броја, вистина кај да одиш по нешто наше ќе чуеш, тоа нема бегање. Ама за разлика од овие блиските тука што се кај што цела битола ќе сретниш, ваму немаше многу наши и поголемиот
својот дел беа возрастни, тоа ми е уште пофасцинантно. Оти да се некои деца што уште немат развиено осет за работите и да идат да те снимат или нешто, ај ќе разбереш, возрастни луѓе бе брат. Стрини, стриковци, баби и дедовци. И земате снима, коне баре кузне што ќе сни. И ти тука што му преш за малце да му го подели внимание. Го земаш Адам во кенгурчето и ти фаќаш по плажата натаму и оставаш жената тука од ма. И прц, каде сега со телефонот, кај ќе снимаш, кај жената или понас ваму ќе снимаш. И тераш се вртиш и ја гледаш госпожата, сними ваму со телефон. Гарант е професионално снименото, вака снимката. Можам да замислам што се муабети си имат направено во таа ситуација. Ама небитно, си оиш ти по плажата со Малио, си играт и како шоиш натаму си слушнуваш на шилу. Жане, кај е пивото? Ај види дали е ладно, ако не е ладно, клај го малце в море да се олади. Лечкам јас тука, фрижидери чуда. Клај го бувниот таму во песок. Оиш потам, наши дечиња играт фудбал на песок. Туркање, мавање, клисачи, се е дозволен. А таман си рече ќе застанам со Малио ќе ги гледам. Беге си вели што е кинжи ќе направи. Потам го слуша. Еј, не скока од таму, само ако ти дојде. Потам, кој прска со вода бе? Јасно? И во цел тој џагор ќе пробие еден мајчински глас. Миловане, удавичеше сунце. И не дека само балканци има на плажата, има многу покеша од странство од Украина, од не знам, од Германија, од појма немка. Само што не можеш да и приметиш во џагоро балкан. Тие се во суштина мирни луѓе. Кој оптегнат на сонце на плажа, кој на столче под сенка. Си ќутат брат бубачиња, не можеш да приметиш дека се таму. Си ќутат, не гледат и ни се чудат. Додуша поднаучват и нешто од нас. Го видоа со пивата в море. Зедоа германците лубенцата в море си ја кладоа. Да му се ладиме све. Гаранти ти е некој балканско потекло имат, ама добро на германски се збораш. Јарно морето полека, оп му ја подзеде малцета лубенца. И наши одма да си стир. Жане, речи му лубенцата морето му ја зеде лубенцата, речи. Извинете, ја? Морето ви ја зеде лубенцата. Вас? Не нас, вас. И ако некогаш постел шахмат во живот. Ова е тој. О, животот не би бил интересен ако не си балканец. Значи не можеш да го измислиш ово. Германецо прашалници во сурато, овој сурту го на жането оптегнат позади пцует. Сигир тој ќе се разбереш ако одеш, ама добро. Зато не ој тој, ама нема вези. Значи Адам да го пуштам побрзо ќе се разбери, ќе му речи и му изва јазикот, ќе му се искриви, ќе му речи Кој нинџа тигаристо. Уше брајко да му рече на брајко. Преак. Нема брат. Како сакаш речи весело е кога ќе оиш на одмор кај шима на шилуѓе. Таков ни е мело со балкански. Не можеш да оиш негди да не си поминиш чеши. А не можеш и да не дојди крајот на епизодата. Мислам, јас можам да зборам, не е проблем. Очигледно можам да го терам ова со сати. Арма, знаеш како? Кој те прашава? Тоа е толку за ден. Ви останете си на нашата програма, а ние ги се видиме наредна епизод. Поздрав, имајте убав ден.